Добар ви ден, драги мои пријатели! Јас еви и денеска сум со вас заедно со екипата на Вкусот на традицијата во Златно буре Кучково и се подготвувам за новиот рецепт на денот. Драги мои, гледате во моментот што правам. Значи ги чистам од коските модрите сливи, кои што се најпопуларни рано есенски овошки кај нас во Македонија. Значи имаме многу видови на модри сливи, а модрите сливи па посебно виреат кај нас во Македонија и од нив можеме да правиме 300 чуда. Компот, мармалад, сладко, сокови, а посебно се значајни за нашето здравје. Зошто? Затоа што модрите сливи ја помагаат дигестијата, го подобруваат имунитетот, понатаму може да служат и како превенција од дијабет, за подобрување на кожата, функцијата на мозокот, содржат витамин С, содржат калиум, 300 чуда што велат старите. Содржи една модра сливи и затоа не треба да испуштаме кога ги има, да јадеме секојдневно. Многу е значајно, значи да јадеме модри сливи. Исто така, значи од модрите сливи можеме да искористиме и да ставиме доколку правиме некоја тава со свинско месо, може да бидат и сушени модри сливи, суви, па да се направи чај од суви модри сливи или компот. Се на се нешто прекрасно. За овој специјалитет денес што ќе ви го направам, значи бисквит со модри сливи. Ето. Ние секогаш бараме нешто лесно, брзо, вкусно. Токму овој рецепт е таков. И овој рецепт го знам од моите драги пријателки, госпогите што се во членови во Сдруженијето на пензионери од Делчево, затоа што и Делчево па посебно е регион каде виреат модрите сливи. Ке ми требаат за тавче број 26, 20 модри сливи обескостени. Значи да не се ни премногу тврди, да не се ни премногу меки. Така нешто во некоја нормална цврстина, за да може да се работат. Така, сега ќе ги преместам коските во друго чинивче. Еве ги. 20 модри сливи. За бисквитното тесто имаме, ова е некоја посебна рецепта на бисквитно тесто. 3 јајца ќе ни треба, со 150 грама шекер правиме, значи една кремаста, убава смеса. Ке ни треба 270 до 300 грама брашно, вие ќе видите на ОСЦ, зависи нели колку ќе пие брашното. 200 грама ќе ни треба павлак од канче, нели едно мало канче 200 грама, па едно канче такво ќе ни треба и путер ќе ни треба некаде приближно околу 150-160 грама, значи како фатите парчето, така нека биде. Ќе ни треба малку цимет, едно кафено лажиче, едно пакетче прашок за пecivo, еден ванилин шекер и тоа е тоа. Можете по желба кора од лимонче да ставите и така натаму. И да не заборавам, ќе ни треба малку маслиново масло за да ја намачкаме подлогата на тавчето и ќе ставиме 3 до 4 супени лажици во самото тесто. Сега да преминеме на работа. Најпрвин што ќе направам, ќе ги изматам јајцата. Ова се прави толку брзо, толку е вкусно и да ви кажам. Пошто ова доза е мала, навистина е мала, верувам дека не едно седнување ќе го изедете, но можете да си ја дуплирате дозата доколку ви дојдат гости. И можете да ги послужите, значи, со нешто што е од нашиот крај, од Македонија, модри сливи имаме на секаде каде и да се завртиме. Ете така сега со
шеќерот и ќе го направам сега, ќе ја направам основата на тестото. Еве, одлично изматено, ќе забележите и вие кога ќе се згусне смесата, тогаш значи дека веќе е доволно. Ова повеќе нема да ми треба. Сега земам една дрвена лажица и ќе го ставам, ќе ми треба уште малку за путерот, да го растопам внатре, заедно со ванилиниот шеќер. Така, и малку маслиново масло. Ете така. Уште малку да се спои путерот. Уште е на собна температура. Значи многу е важно да не го ставате растопен. Сега ќе го ставам, ќе ставам павлаката. Може со полна маслена и 20% масленост да е. Ова бара да е помаслено. Така. Го ставам сега циметот внатре. Сега убаво да го спојам циметот со тестото. Така. Ке го додадам сега прашокот за печиво. И него го промешувам. И сега брашното. Всушност, целиот колач гледа на модри сливи. Ова е само смеса кој што ќе ги врзе модрите сливи измеѓу. И ова ќе биде многу густо тесто, баш како за бисквит, нели? Но самите модри сливи ќе пуштат многу течност. Еве, гледајте колку е густо. Гледате? Така. Имам уште малку и него ќе го ставам. Така. И сега убаво го промешувам ова. Прекрасно. Видете колку убава смеса. И сега, мудрите сливи не се редат од озгора, туку се стават во тестото. Еве, како зимам, така редам овде. По должина сечка.
Шербет. Еве, веќе сум при крај. Рерната ќе ви биде вклучена на 180. Ова се пече подолго време, откако ќе почне да се пече, значи да почувствувате дека горе фаќа кора и постигнува температура, сигурно едно 40 минути, 45 минути. Еве готово. Сега промешувам. Прекрасно. Така, сега на тавата ќе ставам малку маслиново масло. Рерната е веќе подготвена. Така. И сега го ставам во плехчето за печење. Гледате дека ова е нестандардно тесто, нели? Сега тука ќе мора и раката да работи, да видам. Така. Да се послужам со една метална лажица. Колку е добро ова. Сега ќе го распределам подеднакво во тепсијата. И откако ќе го испечете, можете и по желба да ставите прав шекер да наросите од озгора. Така. И сега ќе употребам малку раката. Така. За да биде секаде исто. Еве, драги мои, како изгледа подготвена за печење и ќе ја наросам и со прав шекер. Се гледаме откако ќе ја испечам, откако малку ќе се излади, наросам со прав шекер, седнуваме на трпезата и ќе коментираме за вкусот. Останете со нас. Мајсторски изведено, да си се пофалам. Па што да ви кажам? Погледнете каква убавина е ова. Погледнете. Леле. И го наросив со прав шекер. Лапни, голтни, вкусот. Не се опишува ова, направете го ова веднаш да го направите. Леле, какви, па како? Крцкат, ако се печени, крцкат во устата. Сливите во комбинација со вкусот на циметот, како оној совршен мармалад од модри сливи, па со цимет.
Па со ова тесто, бисквитно тесто, прекрасно нешто. Браво, ова има 10 плюс од мене да ви кажам. Драги мои, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. До тогаш уживајте во вкусот на овој бисквит со модри сливи. Направете го. А да ви кажам како еден совет, секогаш одберете го својот мир пред опцијата што луѓето околу вас ќе ви ја дадат. Размислете. Се гледаме. Довидување. До тогаш здрави и живи.